Училишното звонче во среда ќе задзвони за сите ученици, освен за средношколците во гостиваритетово поради пандемиската експлозија. Наставници алармираат дека одредени училишта немаат услови за настава со физичко присуство со оглед на брзото ширење на вирусот. Колку хигиеничарки и колку редари ќе треба да бидат ангажирани, како ќе се одржува дистанца и дали учениците, посебно во пониските одделенија, во континуитет ќе ги почитуваат протоколите. Ова се прашања кои постојано циркулираат на социјалните мрежи, споделени од родители, наставници, ученици. Додека дел од лекарите советуваат дека е премногу рано за настава со физичко присуство, а и неформалната група родители од 15.000 членови бараше онлайн настава. Министерката Царовска вели дека на средбите со директорите на средните и основните училишта не се разговарало за менување на моделот. Имам во континуитет средби со сите директори. Основните завршија, затоа што имаше состаноци среда, четврток и петок. За денеска се договорени сите средни, не само скопските училишта. И има дискусија по однос на стартот на учебната година. По однос на менување на моделот, нема таква дискусија. Дека училиштата не можат целосно да ги спроведат протоколите, алармира и епидемиологот Сашко Олумчев. Според него, епидемиолошки не се исполнети критериумите кои гарантираат безбедност и здравје на учениците, доколку тие сега во овој период бија започнале наставата со физичко присуство. Во услови кои ги нудат нашите училишта, заразата уште повеќе ќе се прошири. Нема шанси да се спроведе протоколот. Не постојат базични услови за спроведување на овие протоколи во нашите училишта, далеку е од здрава логика. Протоколот има 38 точки, меѓу другото предвидува задолжително носење маски, дезинфекција на училницата на големиот одмор и по завршувањето на смената. Забрането е да се мешаат учениците од различни класови, а забранет е и влез за родители и старатели.